Централен дневник на К1. Денес е Велики петок, еден од најтешките денови на Исусовите страдања. За време на празникот 24-часовна здравствена заштита ќе имаат граѓаните. Останете со нас, започнуваме веднаш по најавите. Христијаните денеска го одбележуваат Велики петок. Освен Велики петок, уште се вика и Распет петок, затоа што на тој ден е распнат Господ Исус Христос. Во Македонија компаниите немаат навика да ги осигуруваат своите имоти. 3 милиони денари за општинските спортски клубови. Велики петок е еден од најтешките денови на Исусовите страдања. Ден на неговото фаќање, затворање, осудување, ставањето на трновиот венец на неговата глава и распнувањето. Господ Исус ни покажа дека човекот само на овој начин може да се спаси и да ја победи смртта. Човековите страдања се мали во однос на неговите. На Велики петок започнуваат лошите моменти за Исус Христос и за луѓето кои не потсетуваат на тешките денови кои тој ги поминал. Неговото фаќање, затворање, осудувањето, тепањето, ставањето на трновиот венец на неговата глава и распнувањето. Велики петок е еден од најтешките денови кои што нашата света православна црква го памети како таков, затоа што самиот тој пак не поучува на нашите страдања. Затоа што самиот тој пак не поучува на нашите страдања, на она да ги согледаме страдањата Исусови и секогаш да ги споредуваме со нашите страдања. Затоа што сето тоа он кој што го претрпе, без никаква вина и без никаков грев како таков, пак треба нас да не поучуваат дека ете ние, иако грешни како такви, сепак треба да се носиме со страдањата и со искушенијата. Човекот само на овој начин може да се спаси и да ја победи смртта. Тоа ни го покажа Исус. Човековите страдања и искушенија треба да не потсетуваат на неговите страдања, а во смисла на тоа колку човечките страдања се мали во однос на неговите страдања. Великиот петок како таков, веќе имаме богослужби ваму во нашите храмови, во црквите, и сето тоа е со долготрајни служби кои што всушност не потсетуваат на тие настани и не ги опишуваат како такви. Ноќта спрема Велики петок се читаат 12-те евангелија и после тоа се изнесува Христовиот крст, кој стои во храмовите се до Велика сабота. Утрото на Велики петок се изнесува Исусовата плаштеница, односно неговото погребение, кое се поставува во средината на храмот. Министерството за здравство соопшти дека за време на продолжениот викенд и престојниот празник ќе биде обезбедена 24-часовна здравствена заштита на граѓаните. Покрај тоа ќе има и дежурни аптеки. Во недела на ден Великден во Велес дежурни аптеки се Зегин 1 и 2 и Медика Фармел. Континуирана здравствена заштита на граѓаните преку дежурства во здравствените домови и службите за итна медицинска помош, како и преку организирани дежурства од матичните лекари, е обезбедена за време на престојниот празник и продолжен викенд, соопшти Министерството за здравство. Сите здравствени домови во регионот ќе работат 24 часа, пружајќи им на пациентите здравствена заштита. Само во сабота во здравствениот дом Свети Николе ќе работи биохимиската лабораторија. Дежурни аптеки во Велес во недела ќе бидат Зегин 1 и 2 и аптеката Медика Фармел, додека пак во Кавадраци во недела на ден Великден дежурна аптека ќе биде Фарма Медика. Само неколку проценти од граѓаните во Македонија имаат склучено полиса за осигурување од потенцијални штети на својот имот. И покрај тоа фактот дека во Република Македонија спаѓа во редот земји со голема изложеност на ризици од природни катастрофи. Свлечениот рид кој ја оштети фабриката за пиво е добра поука граѓаните да го осигураат сопствениот имот од природни катастрофи и временски непогоди.
Ретко кој од граѓаните во Република Македонија го осигурува својот имот, а уште поретки се компаниите кои што склучуваат полиси за осигурување од природни катастрофи. Според податоците од осигурителните компании, многу мал број на граѓани свесно и доброволно се одлучуваат да го заштитат сето она што макотрпно го работеле со години. Поголемиот дел од нив се осигурани од основни ризици, од кражби и пожар, но не и од поплави и земјотреси. Снимките од вчерашната катастрофа во селото Мрежичко, каде цел рид се свлече и оштети пивара, предупредуваат дека во овој случај на ваква катастрофа неопходно е имотот да биде осигуран и од природни катастрофи и временски неприлики. Во телефонскиот разговор со сопственикот на компанијата Кожувчанка Митко Јанчев, открива дека фабриката како објект била осигурана, но не и од природни непогоди, што значи дека финансиските трошоци од настанатата штета ќе ги сноси самата компанија. Интензивно се работи на терен за отстранување на земјата и калта кои ги донесе свлечиштето. Најпрвин мораме да го оспособиме погонот на фабриката, потоа просторот околу објектот и за крај е стратегијата околу решавање на проблемот со земјиштето од ридот кој се спушти и тука ќе направиме подпорен зид. За подсетување, вчера во раните утрински часови во кавадаречкото село Мрежичко се свлече рид кој предизвика големо оштетување во фабрика за пиво. Околу 3000 метри кубни земја и кал ја наполнија новоотворената фабрика. Оштетени се котларата и варниците. Од компанијата се надеваат дека со крајни напори и со големи материјални трошоци ќе успеат за неполн месец повторно да започнат со производство. Мобилизираните екипи веднаш започнале со расчистување на земјата со сопствена механизација. Од Центарот за управување со кризи потврдија дека и кај нив е пријавено големо свлечиште. Во моментов механизација работи на терен, а се очекува и дополнителна механизација која ќе работи со цел побрзо расчистување на свлечената земја. Свлечениот рид кој ја оштети фабриката за пиво нека биде добра поука за граѓаните да го осигураат сопствениот имот од природни катастрофи и временски непогоди. Целосно нов лик ќе добие градскиот стадион. Од општина Велес информираат дека саниран ќе биде разрушениот зид кој во моментов се наоѓа во многу лоша состојба. Воедно при санацијата на зидот ќе се постават одводни цевки со што водата која прави големи штети на едниот дел од трибините ќе се пренасочи до градскиот парк или до единицата паркови и зеленила на јавното претпријатие Дервен. Саниран ќе биде и помошниот објект веднаш до стадионот. Градскиот стадион наскоро ќе добие целосно нов лик. Од општина Велес информираат дека саниран ќе биде разрушениот зид кој во моментов се наоѓа во многу лоша состојба. Остатоците од него можат во секој момент да се срушат и да предизвикаат штета. Воедно при санацијата на зидот ќе се постават одводни цевки со што водата која во моментов прави големи штети на едниот дел од трибината ќе се пренасочи до градскиот парк или до единицата паркови и зеленила на јавното претпријатие Дервен. Одводниот дел знаете дека има доста вода пројавено која ги оштетува и трибините, да се прифати со канал тој дел и да се канализира одводот на вода доди да се стигне до паркот. Понатаму ќе се бара со Дервен решение околу можноста на искористување на тој капацитет на вода, дали ќе биде за наводнување, дали ќе биде за нешто друго, за нивните потреби, да го доведеме до нивната базна станица таму каде што им е расадникот и така натаму. Предвидениот зид ќе биде во висината 2,5 метри, со што би се одвоил стадионот од железничката пруга која поминува позади него. Воедно градоначалникот Шадиев најави дека просторот помеѓу зидот и стадионот ќе биде хортикултурно уреден, а ќе има изградено и шеталиште, кое стадионот ќе го поврзе со градскиот базен. Околу 1000 столчиња се веќе наместени на едната страна од трибините на градскиот стадион. Се очекува набрзо да започнат реконструктивните активности на другиот дел од трибината. Од спортскиот центар Парк Спорт пак најавија дека наскоро ќе започне процедурата за санација на помошниот објект, лоциран веднаш до градскиот стадион. Дел од станарите во така наречените социјални згради преку пишан допис реагираа на вчерашната пресконференција на општинската организација на СДСМ. Во дописот стои дека загриженоста која сега ја покажува СДСМ е лажна и доколку тие се грижеле за нив, требало да реагираат во времето кога се формирале цените по кои се издава или продава метар квадратен.
Откако изминаа скоро 2 недели од последниот ден за поднесување на барања за продолжување на станарското право, Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз реагира на висината на цената по која се продаваат или издаваат становите во така наречените социјални згради. За дел од станарите, ваквата реакција на СДСМ е непотребна, чиста манипулација и обид за купување на ситни политички поени. Во дописот испратен до регионалната К1 телевизија, тие прашуваат зошто СДСМ не реагирале кога се формирала цената. Сега кога се е завршено, СДСМ нема потреба да прави пресконференции пред нашите згради, каде беа кога се формираше цената по која се издаваа или продаваа метар квадратен. Ова сега личи на народната, село гори баба се чешла. Станарското право на никој не е доведено во прашање. Секој има право да го продолжи договорот и според категоријата му е одредена висината на закупнината која треба во законски предвидениот рок да се подмирува, стои во дописот испратен до нашата телевизија. Спротивно на ова што пишуваат во дописот на дел од станарите, СДСМ вчера тврдеше дека станарското право на дел од станарите е загрозено, а имаше забелешки и на висината на цената по која се продаваше метар квадратен. Становите во кои што живеат овие луѓе се наоѓаат на периферијата на Велес. Се проценети на цени што се повисоки од социјалните станови во другите градови, но нелогично. Овие станови се проценети на вредност повисоки од пазарните комерцијални станови лоцирани во центарот на Велес. Реакцијата на СДСМ е зачудувачка и за акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор. Оттаму велат дека најголем дел од станарите одлучиле да поднесат барање за продолжување на договорот под закуп за уште 5 години. За висината на цената по која се продава метар квадратен, директорот Грозданов вели: Јас би сакал да укажам на тоа дека во Велес, значи имаме зградите се изградени по одредени стандарди во кои што имаме и повисока цена, но без разлика дали граѓаните ќе се определат за откуп или за закуп, нас како држава, поточно како државна институција, ни е најбитно да го регулираме правниот статус, поточно да самите граѓани знаат дека во наредните 5 години имат склучено договор за закуп. А дека вистината и не е баш онаква каква СДСМ се обидува да ја прикаже, говори и снимката пред 30 дена, кога во просториите на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор се доделуваа првите решенија за продолжување на договорите за станарско право во наредните 5 години. Тогаш анкетираните станари искажуваа само пофални зборови. Велешките советници ќе го разгледуваат предлог решението за распределба на средства на спортските клубови од градот. Распределбата ја направи Сојузот на спортовиот Велес, а опфатени се 40 на клубови. Средствата ќе бидат наменети за спортските сали каде што клубовите ги вршат тренинзите. Програмата за квалитетен спорт на општината опфаќа и посебен фонд на средства за младинските тимови од градот. Вкупно 3 милиони денари ќе издвои локалната самоуправа за општинските спортски клубови. Нејната седница советниците ќе го разгледуваат предлог решението по кој ќе бидат распределени средствата од програмата за поддршка на спортот во градот. Во поддршка за квалитетен спорт се издвојуваат 2,5 милиони денари. Половина милион денари се наменети за поддршка на младинските екипи од градот. Распределбата на средствата е на предлог на Сојузот на спортови на Велес. Средствата директно се префрлаат на сметката на спортските сали. Оние клубови, тие се помал број кои што не користат спортски сали, како што се кајакари, тенис и некои други спортови, ги добиваат на сопствена сметка, меѓутоа должни се за истите средства да поднесат извештај до крајот на тековната година. Средствата се наменети за надоместок на спортските објекти, каде тренираат и се надпреваруваат спортистите. Најголем дел од нив се во склоп на спортскиот комплекс, со кој стопанисува јавното предпријатие Парк Спорт. Сите организирани клубови, школи се ослободени од плаќање на спортските објекти во кои што го одржуваат својот тренажен процес, за да едноставно ги имаат основните услови за работа и функционирање. Јавното предпријатие навистина овие средства ги се неопходни за јавното предпријатие, затоа што сепак и за самите услуги кои што ги даваме на овие клубови. Покрај екипните спортови, офатени се и клубови од боречките спортови, кајакот, риболовот, тенис, стрелаштво, мотоспортот и велосипедизмот.
40 спортски клубови од градот ќе бидат опфатени во програмата за поддршка на квалитетен спорт. За предлог решението за распределба на средства на спортските клубови, советниците ќе расправаат на 35-та седница, закажана за идниот четврток. Отворена е ликовната изложба "Убава е Македонија" на академскиот сликар Новица Трајковски во ликовниот салон. Представени се 20 слики со фигуративна и пејсажна содржина. Овој настане во рамки на проектот Велес град на културата за 2015 година. Трајковски е член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Досега реализирал 40 самостојни, а учествувал и на бројни групни изложби и колонии. 20 слики со фигуративна и пејсажна содржина на академскиот сликар Новица Трајковски поставени се во ликовниот салон. Изложбата е во рамки на проектот Велес град на културата за 2015 година. Сликите на Трајковски се движат од типично пејсажни до теми од магичното и мистериозното на верскиот символизам. Делата поставени во ликовниот салон се работени во изминатите 5 години. За промоторот на изложбата, авторот го истражува материјалното. Новица Трајковски е премногу искрен човек и премногу даровит. Бог го надарил со голема љубов кон секоја едно нешто што тој го доживува на свој начин. И тој тука ни кажува фактички со овие слики ни порачува 20 пораки. Пред се пораката за божествената љубов, за будноста, за тоа дека секогаш мораме да бидеме смели и храбри во искушенијата. Трајковски е член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Досега реализирал над 40 самостојни изложби, а учествувал на многу групни изложби и колонии. Трајковски за себе ќе каже дека секогаш е нов, а на критичарите не им е лесно каде да го класифицираат. Инспирацијата ја црпи од Македонија. Има толку многу историја, приказни, легенди. Тоа е извонредно. Секојдневно живееме со тоа, заспиваме и се будиме. Значи, тоа е во нас, во самите нас. Едноставно, оној што знае да го чита, што знае да го гледа изворот, само ќе му се препушти и сите теми си доаѓаат сами по себе. Новица Трајковски е роден во Скопје. Средно уметничко образование завршил во родниот град, како и факултет за ликовни уметности, одсек сликарство, во класата на професорите Димитар Кондовски и Родолјуб Анастасов. Настанот беше збогатен со вокална интерпретација на Орхидеја Дукова. Фабриката за заварени цевки 11 октомври со најголем раст на акциите во месец март според билтенот на македонската берза. Грција купува време за спорот со името. Министрите Горан Мицовски и Иво Ивановски на инвестицијски форум во Јапонија. Вести од Македонија. Според билтенот на македонската берза во март, најголем раст имаат акциите на фабриката за заварени цевки 11 октомври или 76,4%, Македонија Турист 8,3%, РЖ Услуги компанија која македонски железници ја снабдува со вода 7,2%, 2,5% има Макош 5, а додека пак Прилепската пиварница има 2,5%. Најголем пат имаат акциите на ТТК банка или минус 16,6%, Стопанска банка Битола, Стопанска банка Скопје со минус 14,2%, Бетон Скопје и Цементарница Усие. За месец март според билтенот на македонската берза, прометот е опаднат за 25,4% и изнесува 183.281.990 денари. Бројот на трансакции во март изнесува 899 и има пад од 11,6%. Грција се обидува да добие време во разговорите со името, вели во интервју за Дипресе министерот за надворешни работи Никола Поповски. Тој смета дека грчката влада во моментов енергијата ја троши само за економската криза, затоа што сега не се во можност да трошат енергија на ништо друго. Поповски вели дека спомениците во Скопје не предизвикуваат негативни реакции кај јужниот сосед. Претходно немаше споменици, но Грција сепак ја блокирала Македонија. Пораката на Поповски е дека Македонија нема друга алтернатива освен ЕУ и НАТО, а дека Русија не е алтернатива, туку илузија.
пред стотина јапонски компании од различни сектори, како и представници на јапонската влада и медиуми. Вчера на Бизнис и инвестициски форум во Токио се представени можностите и поволностите за инвестирање во Македонија. Представници на компаниите покажале интерес за презентираните можности, а дел најавиле и посета на државава. На форумот организиран од Македонската амбасада и Јапонската организација за надворешна трговија за условите за бизнис во Македонија, говореа министрите за странски инвестиции и за информатичко општество и администрација Горан Мицковски и Иво Ивановски. Отворањето Македонска амбасада во Токио, како и поволната економска состојба во земјата, според министерот Мицковски, е почетна точка од која јапонските компании треба да бидат охрабрени да ја разгледаат можноста за инвестиција во Македонија. И 1500 нови војници распореди НАТО во Холандија и Чешка за прва вежба на новите сили за брза реакција. Цукерберг им вети бесплатен интернет на жителите на Панама. Трагедија во Мароко, загинати 31 лице. Следуваат вестите од светот. НАТО распореди околу 1500 војници во Холандија и Чешка за прва вежба на новите сили за брза реакција, соопштува Франс Прес. Околу 900 германци, 200 холанѓани и 150 чеси вчера почнаа вежбата во Холандија. Вежбата ќе трае и денеска. Создавањето на новите сили за многу брза реакција беше одлучено на самитот на НАТО во Велс во септември минатата година со цел засилување на источното крило на алијансата заради амбициите на Москва. Целта е да се провери дали војниците од овие сили се во борбена готовност со целата опрема, возила и резерви за 48 часа. Сценариото на вежбата е со седиште во Балтичките земји, рече чешки генерал, алудирајќи на улогата на Русија во конфликтот со Украина. Основачот на Facebook, Марк Цукерберг, им вети на жителите на Панама бесплатен интернет. На овој начин, секој жител на латиноамериканската земја ќе има пристап до социјално релевантни информации, соопштија локалните медиуми. Проектот го носи кодното име internet.org. Слична иницијатива веќе се работи во Африка, Гватемала и Колумбија. Во Панама, жителите ќе имаат пристап до информации за здравјето, транспортот, образованието и други општо корисни информации. Локалните медиуми во Мароко соопштија дека 31 лице, меѓу кои деца спортисти на возраст од 10 до 14 години, загинале во судир на автобус и камион цистерна. Несреќата се случила во раните утрински часеви во близина на градот Тан-Тан на јужниот дел од Мароко. Автобусот целосно изгорел, а 9 лица останале со потешки повреди. Децата се враќале во своето родно место Алијун по завршувањето на националните училишни игри, на кои учествувале од 5 до 9 април во Рабат, Темера и Пенсилманија. Наоѓалиште на нафта е откриено во близина на лондонскиот аеродром. Станува збор за 100 милијарди барели нафта. Ова наоѓалиште е од национална важност бидејќи е најголемо на британското тло во последните 30 години. Проценката е дека од него би можеле да се исцрпат помеѓу 3 и 15% од вкупните резерви. За искористување на ова ново откриено наоѓалиште не е потребно фракирање, контроверзна техника за црпење нафта која ги крена на нозе Сдруженијата за заштита на околината ширум светот. На УЕФА развојниот фудбалски турнир до 16 години македонската женска репрезентација го освои првото место. Црвено-црните утре ги одигруваат дуелите во Лигата на шампионите. Вардарци на домашен терен го пречекуваат полскиот првак Киелце во првиот четвртфинален дуел за влез во Final Four завршницата. Во продолжение останатите вести од домашниот спорт. На УЕФА развојниот турнир кој се одржа во Црнагора, македонската женска фудбалска репрезентација до 16 години го освои првото место во конкуренција со Црнагора, Лихтенштајн и Луксембург. Во решавачкиот надпревар кој се одржа вчера против домаќинот Црнагора, нашите млади избранички победија со 5-4 на пенали по изравнетиот резултат од 1-1 во регуларниот дел. За Македонија погодокот во 77-та минута го постигна Илза Максути. За првото место на табелата со 8 поени во претходните дуели, нашата најмлада репрезентација оствари убедливи победи против Луксембург со 5-1 и Лихтенштајн со 4-1.
Горд сум на девојките и на начинот на кој го освоија турнирот. Со тоа покажаа дека женскиот фудбал во Македонија има иднина. Ова прво место го посветуваме на нашата капитенка Анастасија Митевска, која поради тешка повреда на коленото не можеше да биде дел од оваа победничка екипа, изјави селекторот Кирил Изов. Утре вечер во 19 часот на домашен терен во спортската сала Јане Сандански, Вардар го пречекува полскиот Kielce во првиот четвртфинален ракометен надпревар од Лигата на шампионите. Одбројуваме до најзначајните надпревари на Вардар оваа сезона и до победата која ќе го донесе неголемиот клупски успех. За да се пласира на F4 турнирот во Келн, на Вардар му треба позитивен резултат против Kielce. Навивачите се веќе во еуфорија, екипата е подготвена, потребно е само уште да се израдуваме на паркетот. Го играме најважниот надпревар од сезоната. Сакаме да играме на F4 турнирот во Келн, но ќе биде многу тешко затоа што Kielce е голема екипа која е на ниво на Барселона, Веспрем и Кил. Добро е што имавме време да тренираме и да се подготвиме, но ова е само прв надпревар, 60 минути кои се играат во Скопје, второто полувреме е во Полска. Мора да играме максимално концентрирано цел надпревар. Знаеме дека атмосферата во Скопје е извонредна. Тоа го видовме против Висла, но останува и втор меч во Kielce. Помалку или повеќе, сите се подготвени. Имавме една недела да се одмориме. Сите тренираат. Добро е што и Чипурин се враќа и мислам дека до задутре сите ќе бидат подготвени, изјави тренерот Раул Гонзалес. Ракометарките на македонскиот првак Вардар вчера заминаа за Ѓер каде ги очекува четвртфиналниот реванш од Лигата на шампионите, во кој влегуваат со предност од 24-18 од првиот дуел, но задачата нема да биде ни најмалку лесна, имајќи во предвид дека за унгарките предноста од 6 гола е сосема достижна цел и нема да се откажат до самиот крај. Од таборот на црвено-црните велат дека тимот е подготвен и едва чека да истрча на паркетот во Ѓер за да покаже дека заслужува влез меѓу најдобрите 4 екипи во Европа. Тимот во Ѓер има план да реализира 2 тренинзи пред дуелот кој ќе се одржи во сабота со почеток во 16 часот и 30 минути. Сите навивачи на Вардар и љубители на ракометот, мечот меѓу Ѓер и Вардар ќе можат да го проследат групно на видеобим пред спортскиот центар Јане Сандански пред одигрувањето на првиот четвртфинален дуел од Лигата на шампионите меѓу Вардар и Kielce со почеток во 19 часот. Лазаров со победа во првиот четвртфинален дуел во Лигата на шампионите на гости кај неговиот поранешен клуб Загреб, каде беше пречекан со овации. Даниел Вес без продолжување на договорот со неговиот клуб Барселона. Вести од меѓународниот спорт. Капитенот на македонската репрезентација Кирил Лазаров за својот клуб Барселона се поблиску до чекор од пласма на Final Four завршницата во Лигата на шампионите, откако на првиот четвртфинален дуел славеа на гостински терен во Загреб со 23-25, па на реваншот во Барселона ќе имаат лесна задача за конечен пласман меѓу 4 најдобри во Келн. Лазаров со овации од 15.000 навивачи на хрватскиот тим, кои не го забораваат неговиот минат труд за неговиот клуб, во преполната арена беше пречекан пред стартот на надпреварот. На крајот пак замина како победник со 5 постигнати погодоци, од кои 4 со удар од 7 метри. Пред мечот сериозно се подготвувавме и на психолошки план, бидејќи знаевме дека е тешко да се игра пред преполната арена извонредни навивачи. Не победивме лесно, како што рече и тренерот на Загреб Веселин Вујовиќ. Тоа што Барселона е прва екипа која победи во Загреб доволно се кажува. Го потврдува и нашиот квалитет, но и тактичката наша подготвеност. Одигравме мудро и концентрирано во клучните моменти, па сега ни преостанува во Барселона уште еднаш да го потврдиме квалитетот и да обезбедиме место на Final Four завршницата, истакна Лазаров на синоќешната пресконференција во Загреб. Десниот бек на Барселона Дани Алвес ја одби последната понуда на раководството на Барселона, пошто е многу поблиску до напуштање на шпанскиот клуб ова лето. Ова го објави неговата менеджерка на специјалната пресконференција на која беше објавено дека двете страни не нашле заеднички јазик за продолжување на договорот.
Бразилецот актуелниот договор со каталонците го потпиша во 2011 година, а му истекува на 30 јуни ова лето. Бразилскиот бек стигна во клубот во 2008 година од Севилја, одигра 211 меча во премиера и постигна 14 гола. 2 пати ја освои Лигата на шампионите и 4 пати беше шампион во премиера со Барса. Каде Алвес ќе продолжи својата кариера се уште не е познато, а како главен фаворит за неговиот потпис во последните неколку месеци се наметна Парис Сен-Жермен. Звездата на Golden State Warriors Стивен Кари го собори сопствениот рекорд на постигнати тројки во една сезона и му донесе на својот тим победата во дуелот со Портланд со 116-105, со што покажа зошто е вбројуван меѓу најсериозните кандидати за освојување на MVP признанието. Од синоќа, рекордот на Кари изнесува 276 тројки во една сезона. Тоа е за 4 подобро од претходното негово остварување, па вчера вечер тој постигна 8 тројки со одличен шут одигра од 17-23 за конечни 45 поени. На тоа Кари додаде и 10 асистенции, а во 64-та победа од оваа сезона на Golden State тој имаше помош од Клей Томпсон и неговите 26 поени. Стивен на овој меч покрај новиот NBA рекорд стана и првиот играч на Warriors со партија од најмалку 40 поени и 10 асистенции. Денеска превладуваше сончево време во Велес и регионот и утре не очекува слично време. Утринските температури ќе се движат од минус 4 до 2 степени, а дневните од 15 до 20 степени. Во недела кон крајот на денот ќе има зголемување на облачноста и услови за краткотраен локален дожд, просреден со ретки грмежи. Ви благодарам што бевте со нас, почитувани. Пријатна вечер со К1.